професионално со ова, колку што знам, сум само ја у држава и пошироко. И мислам дека е многу тешко, пошто кај нас е многу подценето и луѓето мислат дека си играме играчки и нон-стоп ме прашуваат глупости од типот си ги леташ ли авиончињата и слично. Може да се прави на 7, може да се прави на 77, може да се прави на 107 ако се доживее. Значи све додека има борбена авиација, све додека има производители на макети, све додека има различни субјекти кои што може да се направат, овакво нешто не може да досади, пошто, како да објаснам, мене ме исполнува потпуно и се осеќам задоволен со секоја завршена макета. Прво што се прави сега конкретно да кажам за авиони, се прави кабината, кокпитот, се прават детали на седиште, на инструменти, не знам, heads-up дисплей, слично. После тоа се склапаат двете полутки на трупот, се склапаат крилата, се склапа све заедно, се маскираат стаклата, се фарба, се лакира, се нанесуваат декали, тоа се ознаките кои што ги носи дадениот ваздухоплов или борбено возило. Се лакира уште еднаш за да се заштитат, се прави ведеринг, популарно наречен или остарување на нашки. Значи, у Македонија, колку што ја знам, со ова се бават многу малце луѓе. Ние и преку нашиот клуб пробавме да го популаризираме тоа, али сме многу малце луѓе што активно се бавиме со ова. Може да се броиме на прсти на две руки, например. Ја од тоа се издржавам и не можам да им објаснам на луѓе дека тоа е многу добра професија и е нешто што го сакам и кога го работам тоа што го сакам и плюс издржавам од тоа и ми е хоби у исто време и чувството не може да се опише.